На денешниот пазар во Штип имаше огромна гужва и раздвиженост уште од рано наутро, при што граѓаните ги разгледуваа речиси сите тезги во потрага по најквалитетни производи по најповолни цени. Продавачите информираа дека цените на дел од зеленчукот се намалени, особено кој брокулата, марулата, кромидот и лукот, додека најголема побарувачка има кај зелените производи како морковот, лукот и марулата. Купувачите велат дека се задоволни, нагласувајќи дека може да се најде поевтина и поквалитетна роба, што ја објаснува изголемената посетеност. Од друга страна, продавачите потенцираат дека цените се реални и дека вложениот труд мора да се вреднува, бидејќи без работа нема ниту ефтина храна. Што си купиме кромиче, мандаринки, цвекенца и тоа. Па крставичките и зелката се намалени. Парче зелката 30, крставичките 50 кило. Зеленчук исклучил. Па добре, никој не работи, секој сега да јаде, кој ќе му џабе. Треба да работи, добре, не скапи. Никој не работи, секој сега да јаде. И скапа му, не може скапа, како скапа. Штипјани потенцираат дека и покрај коментарите дека цените се високи, се благодарни на земјоделците за нивниот труд, нагласувајќи дека без нивно производство тие од градот не би можеле да се исхрануваат. Прво си купи јајцата, нели? Затоа што нели малку од Великден варени, па сега малку ќе готвиме со други. Ние у градот можеме се да кажеме. Луѓето што се од село измачени, и ако вика дека се скапи производите, не е тоа скапо. Една пакла цигрења е 150 денара. Најефтината. Значи, луѓето грешат што кажуваат скапо било. Да бидеме благодарни, проници живи здрави посени, од низ примаме да јадеме. Продавачите велат дека цените на дел од зеленчукот се намалени, при што најголема побарувачка има за морковот, лукот и марулата, а се очекува и пристигнување на нов морков со уште пониски цени. Сепак, тие изразуваат загриженост за овошјето, бидејќи утринскиот мраз може сериозно да го намали родот оваа година. Пошто катастрофа ќе биде оваа година. Те се бали на -2 на нашето ниво, -2. Што значи овошјето ќе оде целото. Ново е само модрите ми се днеска прво пат берам модри, другото ми е стари артикли. Тоа ми е ново. А иначе цените се тука негде може малку се намалени. Речеме броколата падна од 400 од 500 на 250. Значи броколата падна многу, марулата падна, кромичето и луково исто така падна. Значи има паднати цени. Најбарано зелената работа. Моркова кај мене најбарано од секојаш. Лукче, кромиче и марула. Тоа е најбарано. Зелените работи. Ново ќе ми биде некој од наредната недела, новиот морков ќе ми стаса, тоа ќе ми биде иначе цените ќе бидат поевтини гаранци, да. Во наредниот период купувачите очекуваат поголема понуда за свежи земјоделски производи. Заеднички и граѓаните и продавачите се надеваат дека времето ќе оди во прилог, за да има квалитетен род и стабилна сезона.